Јас како правам, знаете, се сакам да биде спонтано во животот и така сакам и да го живеам животот, не многу да планирам, затоа што спонтаноста е дел од мојот живот, а се надевам дека и вие така сакате да го живеете. Доколку планираме, знаеме и самите дека никогаш ништо од планираното. Ке се согласи, се надевам и мојата гостинка, меѓутоа пред да ја представиме, а вие многу добро ја познавате. Јас би сакала да споделам нешто што еве каде ми се отвори книгата, тоа и ќе го слушнете. Секој искуство е предизвик за мене и си простувам за тоа што било во минатото. Јас го живеам животот најдобро што знам. Јас длабоко и целосно се прифаќам себе си. Чувствувам задоволство, прифаќајќи ги луѓето околу мене. Со леснотија и смиреност им простувам на луѓето околу мене и им испраќам љубов. Денес е најпрекрасниот ден во мојот живот и јас одбирам да ја отпуштам сета лутина и без. Со леснотија се простувам себе си за тоа што поминало и го оставам минатото зад себе. Го почитувам моето тело со восхит и му пристапувам со љубов и со благодарност. Колку преубави пораки, јас би ги читала и понатака, но во продолжение. Ке го сторам тоа. Добро утро, Катерина Ангелова, прекрасно изгледаш. Да, добро утро на тебе, добро утро на сите гледачи и благодарам за поканата да будам. Секогаш со задоволство и почесто. Еднаш неделно треба и да се тука, меѓутоа од врските не можеш, но затоа барем еднаш месечно. Да, со задоволство секогаш. Така. Зашто секогаш има за што да се зборува. Нели? Да. Но и она што го говориме и она што го зборуваме, треба да допре до некој. Да. Имаме гледач, јас кажав дека може да вклучуваме гледачи, па не би сакала да го оставиме да чека, затоа што кажавме дека ќе говориме за осаменоста, за депресијата, за новата книга, еве овие се пораки исто така за против депресија. Така да, ако го имаме гледачот на телефонската линија со некое конкретно прашање до нашата гостинка, нека повели. Добро утро. Добро утро, Слободанка. Добро утро. Ве слушам, повелете. Голем поздрав до Благодарам. Најголем поздрав до Кате, честитки за книгата. Да. И посакувам уште многу книги. И што се однесува до темата, значи денеска е среда, убав среќен ден, да не зборуваме за депресии, да си го почнеме денот убаво, позитивно, среќно. Така е. Меѓутоа, оние кои што се соочуваат, а верувајте дека има и такви луѓе, тука сме и нив да им помогнеме. За оние кои можеби се чувствуваат убаво, едноставно некогаш подзабораваме дека и некои луѓе се меланхолични. Па ајде за нив малку да ги мотивираме во утринските часови да не е се така црно, нели? Ви благодарам многу што се јавивте. Нормално. Да. Само со позитивна енергија, надвор, шетање, така. Спортски активности, со позитивни луѓе дружење и само убави моменти. И резултатите ќе бидат веднаш видливи за убаво расположение. Јас еве колку сум убаво расположена ова утро, затоа што имав прекрасни гости, комуницирам со вас, некои можеби кога ќе ги забележам имаат лутина во гласот или некоја нервоза, едноставно сакам еве вака на овој начин да им кажеме дека не е се така црно, дека треба да гледаме малку посветло во животот. Ви благодарам многу што не се јавивте. Да, прекрасно кажа гледачката. Многу ми е драго што има личности кои што веруваат во позитивната мисли, веруваат во убава енергија и многу убаво кажа спортски активности во природата, дружење со луѓе кои што се на вибрација, кои што ќе ве подигнат, а нема да ве спуштат. Сето тоа придонесува дел од процесот на подигање на таа позитивна енергија и добро расположение. И резултатите како што велам јас видливи. Знаете како, говоревме еве ова утро да не им останам должна на оние гледачи кои се јавија и живеат сами, велат. Живеат сами, се соочуваат со осаменоста и мислат дека осаменоста е таа која влијае на нивниот живот да тие бидат депресивни или пак наоѓаат начин како осаменоста или депресијата да ја победат. Ајде да ни да слушнеме нешто за осаменоста од тебе. Да не останам должна на гледачите. Да, нормално, секако. Не значи човек дека ако живее сам, е осамен. Нели? Да. И јас така мислам. Може да си обкружен со многу луѓе, а да си истовремено осамен. Осаменоста е состојба која што е индивидуална и која што, според мене, една од клучните работи е луѓето не се сакаат доволно себе си.
ја немаат она нишкана љубов, која што природно ние ја носиме во себе и некаде е згасната. И тоа е пламен кој што во позадината постои, жар има, меѓутоа треба да се разбуди. А за да се разбуди потребно е човекот индивидуално да одбере дека ќе биде повторно среќен, ќе има радост, ќе живее во леснотие, ќе биде љубов. Затоа што ние сите сме љубов. И според мене многу е важно да почнеме да се сакаме себе си. Да ја преземеме одговорноста дека ние сме тие кои што го обликуваат нашиот живот. Не зависи од она што нас не обкружува. И многу убаво кажа кога започна дека ти многу убаво се чувствуваш, утрово убави гости, затоа што тоа не значи дека ти утрово си станала целата насмена, може би си станала и малку мамурна. А не, каква насмена, многу ми се спиеше, морам да признам ова утро и сакам да кажам, ти одбра да бидеш расположена. Но тоа се само 5 минути. Тоа се само 5 минути и мене истото ми се случува. Така е. И кога сме во една друга димензија на битисување, веќе и се менува текот на животот. До нас е. Ние одбираме каков живот ќе имаме. Значи, како викаат србите, што зрачиш, што привлачиш. И често пати се случува, нели, не често пати се случува, што ти носиш како енергија, како вибрација, тоа и го рефлектираш во етерот. Или какви ви се мислите, тако вие животот има ли врска и такво нешто. Привлекуваме негатива со негативни мисли. Да, ние сме и умот, ние сме и духот и ние сме истовремено и телото. И кога сме во симбиоза, тогаш и сме во една хармонија и во една балансирана состојба. Но кога имаме отстапување, мислите не ни се добри, негативни се, значи и како да кажам, лепиме мисли лоши, затоа што нашата индивидуална мисла е дел од колективната мисла. И може да замислите колку негативна атмосфера постои конкретно кај нас, да не зборуваме пошироко. И луѓето се негативни, имаат негативни мисли. И можеш да замислиш, значи има балон еден колективен, така да го замислиме пластично кажам. И тука сите мисли ние што ги имаме тука влегуваат. И сега, бидејќи и ние сме истовремено и енергија, да не заборавиме, тоа е најважниот момент. Ние сме енергија и таа мисла е енергија. И може, кога јас имам позитивни мисли, јас привлекувам позитивни работи во мојот живот. Кога имам негативни мисли од тој балон и од тој етер во кој што нели екзистира, се лепат негативни. Толку едноставно. И за да ја промениме таа мисла, навистина треба да имаме баш на доблести, да имаме сила и моќ да излеземе од таа состојба, ние често ја немаме, затоа што тие негативни мисли се премногу тешки и тие не те издигнуваат тебе. Тие како тегови да имаш доле и те спуштаат доле, и те спуштаат доле. Па да, потоа се губи желбата за дружба, се губи желбата за прошетка, се губи желбата за секојдневието од животот и за секојдневните активности, затоа што како многу убаво зборуваш и кажуваш, затоа што мислите се тие кои прават да се чувствуваме така. И луѓето живеат во минатото и жалат за работи што се случило. Во мое време како беше. Да, многу се навраќаат на тоа. Постојано се навраќаат. Поготово кај нас. Па да. Како сме живееле во времето на Југославија, како сме живееле во времето не знам која и така натака, а живееме сега. А живееме сега и луѓето не можат да препознаат што значи да живееш сега. Или се во минатото, или се во иднината. Стрепат кој иднината и тука нема баланс. Минатото е депресијата и многу убаво тоа го има кажано Лао Цце и сигурно сум го споменала тука кај тебе во емисија. Луѓето кои што живеат во минатото се депресивни. Луѓето кои што живеат во иднината се анксиозни. Тие што живеат сега и овде се во мир и хармонија. Мислата во утринскиве часови. Да, и прекрасна мисла е. Така е. Да. И или кога ќе ти задзвони телефонот од минатото, некаде во слушалка нема што да ти каже. Нема што да научиш. Така ти единствено што можеш да направиш да ја смениш и да ја трансформираш емоцијата, да ја промениш енергијата. Една од алатките кои што може да помогнат во осаменоста и тоа го препорачувам најтопло, тоа се медитациите. Медитациите кај нас се уште може би се табу тема. Меѓутоа луѓето сметаат дека е тоа некоја индиска работа. Но затоа кинезите и јапонците живеат толку долго и немаат гајле за ништо во животот. Ке нас луѓето сметаат дека тоа е индиска работа, ќе седнеш крс нозе или религија. Медитацијата е состојба, да се разберем. Постојат различни правци во медитација. Една од наједноставните медитации, седнете во било каква положба, затворете ги очите, слушајте го дишењето, почувствувате како се подигаат градите и стомакот при секое вдишување и издишување. 10 минути бидете концентрирани само на дишењето и вие веќе сте во медитација.
Така. Кога, не знам, колку време е во текот на денот? Колку време можеме тоа да го сториме како медитација? Како медитација, да баш еве време. со 10 минути. Доволни. 15 минути нека бидат, половина час нека бидат. Нема правило, доволно е да се регенерира енергијата. Така. Медитациите е како... Да ја воскреснеме со еден народски збор кажано. Многу кажано. убаво кажано. Да. Точно, да ја воскреснеме енергијата, да. Силата внатрешна да ја воскреснеме, радоста да ја воскреснеме. И тогаш се поедноставно ќе ни биде во текот на денот. Тоа можеме да го правиме и наутро, и преку ден, и навечер. Навечер е многу убаво затоа што ќе влеземе во сон со една благопријатна состојба, со една убава енергија. Јас медитациите ги практикувам веќе 10 години. И тоа започна првично со водечките медитации. Тоа веќе се чувствува и на надворешниот ваш изглед. Како не? Значи, Зрачиот медитациите, веќе медицинските институции толку години наназад прават истражувања. Значи, прават истражувања што се случува со нашиот мозок пред да медитираме, додека медитираме и после состојба на медитација. Се случува чудо кој што не можат ни самите медицинари да го објаснат, меѓутоа се случува чудо. Се намалува стрес, се подобрува имунолошкиот систем, се подобрува кардиоваскуларниот систем, се подобрува мислата, се подобрува позитивното расположение. Вака сега. Да. Ајде уште еднаш да им објасниме на гледачите. Да. Слушнете внимателно. Медитација секојдневна, ги слушнавте кои се резултатите, да кажам, од медитирањето. Значи, што правиме? Во каква состојба треба да бидеме кога медитираме? Убаво е да бидете во седната. Може да биде столче, може да биде нели на ваква софа. Може и да се лежи. Добро. Не велам дека не мора да се лежи. Така? Има различни правци во медитацијата. Еве конкретно за дишењето што ја спомена вежбата. Може да седнат вака да не бидат скрстени рацете и нозете. Рацете може да бидат вака положени или вака или на страна, да не бидат скрстени, за да има проток на енергија. И само следете го дишењето. Да го следиме дишењето, да ги затвориме очите. Да, и тоа направете го 10 минути. И толку. Да, и толку. И резултатите ајде уште да ги резултатите се од оваа едноставна работа која треба медитација која треба да ја практикуваме во животот. Стресот се намалува. Прво и основно, стресот се намалува. Може и на работното место колегата да медитира? Може, да. Секако додека не работи. Кога има можност, нели кога сите се на пауза, кога нема емисија за снимање, наместо во телефон да се гледа, нели? Само да не падне од столче, да. Да не падне од столче. Знаеш како? Медитација е состојба на живење. Медитација е последица. Преубаво. Причината е во процесот. Медитација е состојба на живење. Што значи тоа? Да живееш сега и овде, да си присутен сега и овде. Јас колку сум присутна само да знаеш како внимателно те слушам што ми го ова ти ме слушаш внимателно. Тоа е присутност на сега и овде. И сега ти бидејќи си присутна, ти веќе си во состојба на присутност на медитација, затоа што ти уживаш во тоа што го правиш. Додека миете садови дома, вие ако сте присутни тука и овде, да не сте со мислите или напред или назад, без разлика, нели убаво ќе ги измиеме садовите. Се шегувам. Тоа не знам дали поубаво, меѓутоа ќе бидеме присутни и ќе имаме радост, и ќе имаме лесноти и нема да ни биде напор миењето на садот. Медитација е кога пливаме на море, медитација е кога сме покрај вода, медитација кога сме во природа и кога уживам. Медитација е всушност се во она во кое што ние уживаме. Но со медитацијата покрај психичкото здравје и физичкото здравје, кардиоваскуларниот систем се подобрува. Да, знаеш како, ти не можеш да одвоиш ништо едно со друго, бидејќи ние сме интелигентно биолошко битие, човечко тело, еве конкретно ќе кажам, телото точно знае што му треба. Телото точно знае што му треба да се исцели. А медитацијата е една од алатките кои што ќе помогнат во подобрување на квалитетот на животот во секое поле. Колку убаво. Секое поле. Јас од гостувањето кога прв пати се запознавме, ми остана
како една мотивација во животот, за да не ги нарекувам проблеми, туку предизвици. Да. Тоа ми остана од Кате и го пренесувам на гледачите. Да. Значи, тоа проблеми не се. Тоа се предизвици кои можеме да ги владееме, односно да ги решиме, доколку, како што кажавме, дали со медитација, дали со умствено размислување, позитивни мисли, да се бориме во текот на... Секој има проблеми и предизвици со кои што се соочува во животот, но тоа не значи дека не можеме да ги пребродиме доколку имаме голема желба за нешто такво. Тука ќе ги повикам уште еднаш гледачите. Тие знам дека сега исто како што јас внимателно слушам, слушаат и тие. Доколку имате некое ваше конкретно прашање до Кате за кој што мислите дека може да ви одговори, се соочувате со предизвици во животот или било што и да е што се однесува за животот од секојдневието, имаме гледач, може слободно да ни се јавите. Добро утро. Добро утро, Слободанка. Добро утро, како сме? Убав ден, прекрасно сум, и јас сум во медитацијата со вас, со две прекрасни гостови, така да, кога ве гледам вас и вашата емисија, и како ги имате така убави гости, а вие секојаш имате убави гости. Благодарам. Јас сум во медитација. Така? Браво, колку убаво. Колку убаво кажа. Така да, ја пренесувам енергијата и не можам да бидам кога се смеете, знаете, не можете да бидете во една друга фаза. Благодарам. Но и вие сте таков, затоа тоа го чувствувате. Колку убава енергија има господинот, прекрасна, се чувствува веднаш. Радиофоничен глас, тоа е само за на радио. Јас му имам кажано многу пати, штета што не сте работеле таква професија. На вас, мислам, кога стои пеперутката, па посебно. Така е, да. Прекрасно, да. Знаете што, јас би додал само, значи, човекот треба да се соочува со проблемите и да ги наоѓа решение на проблемите, на кои во животот нормално дека имате проблеми и треба да ги решавате, треба да подавате, да давате, многу да се учите да давате во животот, да подарувате, да бидете среќен кога ќе дадете нешто. Знаете, еден од најбогатите луѓе во светот на времето се разволил затоа што се мислел на пари, се мислел на тоа обседнато пари. На материјалното, кој ќе го украде. И така да паднал во тешка болест, депресија и однос кај што не можел да јаде, не можел више да живее, више дошло до смртна постава, што се вика, лекарите му предвидувале уште неколку месеци живот и почнале да го советуваат, пошто бил многу богат Рокфелер и на мајчино млеко бил хранет едно од месец-два, така, месеци, и лекарите го советувале да почнува да се дружи со комшиите, да почнува да дава, и така фондацијата Рокфелер, што мислам е направена е после тоа. И човекот после почнал да се опоравува. Значи, ако се мислите цело време, ако не давате на некого, да замислите сега, му подадете на некого, видите да се насмее, тој да биде задоволен, радосен, и вие ќе се чувствувате радосен. Па имам ли јас поубав подарок од овој што ова утрово го добив и подарокот што Кате ми е тука. И осмехот што го давате тамо, што го праќате од тамо, и тоа е подарок. Така е, па да, од душа и од срце е тоа. Вие го чувствувате и драго ми е поради тоа. Ви благодарам што се јавите. Прекрасно, да. Ке ве искоментираме малку сега. Да. Прекрасно, кажа, многу сум благодарна за господинот. Благодарам и јас. Што се јави. Точно, давањето е една од нишките потребни во секојдневието и во подобрување на благосостојбата на едно човечко битие, затоа што ние во природата на човекот е да дава и истовремено да го делиме знаењето како што го делиш во моментов со нас и со гледачите. Многу убаво кажа, значи ти кога даваш и кога другиот го гледаш задоволен и ти се чувствуваш убаво. Така. И таа енергија кружи и значи има проток на самата енергија. Имаме и гледачи заинтересирани за утринската. Се согласувам со она што го кажа господинот дека треба да се соочиш со проблемите, значи со ситуациите со кои што се наоѓаш и да видиш и да ја потврдиш состојбата во која што се наоѓаш. Не да го оставаш тоа под тепик, затоа што секое ставање под тепик, тоа само ќе се таложи еден ден баш ќе пукне. Значи многу е важно да се соочиме. И кога сме во страф и во лутин и во бес, тоа да го изразиме. И веднаш
може да се побара помош, да, зошто да не, се без разлика побара. од каков вид на така. помош. Разговор Да. со пријатели, психолози, психијатри, за тоа постојат, Да. за тоа тие дел од животот го имаат дадено, за да учат, за да некому помогнат во Се таква согласувам состојба. целосно. И Секој вака треба да мотивацијски побара говори се помош. добредојдени, поготово во утринските часови, да ги мотивираме луѓето. Имаме гледач, да го вклучиме во продолжение. Добро утро. Дали се слушаме? Дали се уште го имаме гледачот? Доколку не можеме во моментот да се слушнаме, мислам дека го имаме на телефонската линија, но ајде уште еднаш ќе пробам. Добро утро. Добро. Сакам и само да Да. надополнам со медитациите. Значи, кога се медитира, практично мозочните бранови вибрираат и се спушта фреквенцијата. И практично се ослободуваме Така. од теретот што го носиме во себе. Споменав пред малку дека медитирам веќе 10 години и водечките медитации беа првичните оние кои што ги медитирав и сакам да искористам оваа прилика да кажам дека јас имам водечки медитации, веќе ги снимив на македонски јазик. Одлично, И каде се може да се... достапни на Аха. мојата веб страна Супер. katerinaangelovska.mk, каде што секој ќе има можност да добие пакет од 8 медитации. Тие се со символична цена и тоа е размена на енергија, давање или примање, Така како што е. кажа претходниот слушател. И се со музика која што е на 432 Hz, специјално ја побарав таа музика, а тоа е музика, односно фреквенција, се извинувам, на природата. Човечкото битие најдобро реагира на таа фреквенција. Во минатото, поголемите имиња како Моцарт, како нели музичари ја Лудиот креирале. Моцарт на крај. Па да, ја креирале Светски својата конкурс, музика така. на оваа фреквенција, да. И ние најдобро реагираме. На интернет можете да прочитате многу за оваа фреквенција. И ги снимав медитациите во... Животот на Моцарт е премногу интересен и токму затоа го го спомена. Лудиот под наводници, меѓутоа Моцарт си е Моцарт и да, неговата Моцарт музика е е Моцарт и Чајковски и... Да ги слушаме и класичните музики. Јас тоа и ќе го преферирам Како некогаш низ не? утринските часови. За Тоа е мене таа не постои- фреквенција. Да, меѓутоа за мене и не постои вид на музика. Постои квалитетна и неквалитетна музика. Така да и музиката нели е добре дојдена. Имам Како гледачка не? која вели вака, Кате. Ајде. Во врска со депресијата на мојот фејсбук, Да. поздрав до мојата пријателка, се разговара многу за депресијата, меѓутоа ние тука се справуваме сами со себе и си препуштаме се сами на себе, Да. затоа што се уште табу тема во Македонија велие да се посети психијатар. Да, се согласувам. Многу со А гледачката. психијатарот е тој што и така Да. може да ни Дали е гешталт терапевт, дали е психолог, дали е психијатар. Имаме гледач. Да, ајде. Добро. Ке одговориме. Добро утро. Добро утро. Добро утро, повелете. Да имам едно прашање до гостинката. Повелете. Дали кога медитира човек, може да ги исклучи мислите? Нели секогаш човек нешто на кој начин треба да ги исклучи мислите, ништо да не мисли. Прекрасно прашање. Добро, ке одговориме. Ви благодарам. Леле, прекрасно прашање, тоа е клучното. Клучното, а ние го заборавивме. Го Браво за заборавивме, гледачката. браво. Поздрав. Затоа што медитацијата пред се во целиот тој процес, што прави медитацијата? Медитацијата го смирува тој сообраќај на мисли што ние го имаме во нашиот ум. Затоа што имаме мисли една, втора, трета, значи тоа ќе почне, нели, излегува една, втора, трета, четврта и ние влегуваме во внатрешен диалог. И сега што се случува? Ние ако дозволиме и влеземе во тој внатрешен диалог на креирање на приказна со тие мисли што ни доаѓаат, медитацијата нема да биде успешна, ние можеме да се чувствуваме малку по така растревожени, можам да кажам, ако веќе сме направиле филм во глава. Што се случува кога се медитира? Затоа се добри овие водечки медитации кога трето лице ги води. Еве пред се да кажам За да се што е сконцентрираме водечка на медитација. така. Да. Водечка медитација, трето лице ја води медитацијата. Тоа е приказна една. Што значи тоа? Еве првата медитација се вика внатрешна насмевка. Јас го водам целиот процес. Јас ги смирувам, значи во позадина има музика која што ја кажав на 432 Hz. Значи ви кажувам, смирете го дишењето, следете го дишењето, доколку имате мисли. Само отпуштете ги, не влегувајте во внатрешен диалог. И доколку ви се појави повторно било каква мисла, не влегувајте во внатрешен диалог, само отпуштете ја мислата. И сега почнува медитацијата, јас кажувам, нели, внатрешната насмевка всушност е медитација за насмевнување на сите внатрешни органи кои што ги земаме здраво За за внатрешниот готово. немир, да кажеме, Да, кој го имаме. и
Ако ви залута мислата, јас сум тука со мојот глас во позадина, ќе ве потсетам дека сте да бидете присутни тука и сега. Имаме И гледачи. затоа се овие водички медитации убави за Одлично, почетници. Така. Да. Ке кажеме на крај само да подсетиме како може сите да те контактираат Да, за да им важи, помогнеме. да, секако. Затоа сме и тука. Добро утро. Дали имаме гледач? Дали се слушаме? Добро ви утро. Јас чувствувам дека некој имаме на телефонската линија, но уште еднаш веќе пробам за да не губиме време. Се исклучи гледачот, добро. Да. И сега јас би сакала овие последни барем минути кои ги имаме во утринската програма, за тебе ќе треба многу повеќе време. И се согласувам со да одговориме девојката само. што Табото има напиша. психијатри. Ги охрабрувам сите Така. да не имаат никаква грижа на совест, да побараат помош, затоа што на сите ни е потребна помош. И јас барам помош. И секогаш кога ми е потребна помош, и јас ја барам. Од таму каде што сметам дека ќе ми даде најдобар одговор. Не треба да се срамиме од тоа кои сме. Премногу посветуваме внимание што ќе кажат другите. Или нешто во минатото на Да, некој или што што го доживеал травма побарајте, и слично. драги мои, помош. Нема ништо помокно да отидете дали на психијатар, психолог, гешталтерапевт. Јас сум Така, тренер за мотиват, личен така. развој, слободно обратете се кај мен и јас не сум психолог, но јас точно можам да ве упатам каде треба да одите и во каква состојба се Доколку можам да забележите препознам. дека уште Па плюс да, некоја помош е потребна. Да, тоа го знаат сите они што доаѓаат кај мене. Јас секогаш кажувам, побарајте помош, може би е поедноставно да се обратите кај мене. Јас точно ќе ви кажам, вие за каде сте? Дали сте се кај мене или сте за некое стручно медицинско лице? Ке ги оставиме и минутите за ова што јас Да. имам во моите раце, а тоа е 333 или 333? 333 333 афирмации на Катерина Ангеловска. Уште еднаш би сакала да допреме до гледачите и со вакви мисли. Јас и во утринските часови читам и сакам да им пренесам убави мисли, цитати, затоа што тоа се од секојдневието на луѓето кои ги пишувале како и сега. Така. Со волските љубов комуницирам со моите соработници на работа. Така ли, Александар? Вели да. Со почит и леснотија го прифаќам тоа што другите луѓе имаат да го кажат за мене. Точно, јас велам, не можам на секој да се допаднеш, можеби некој има критика, некој има пофалба и така натаму. Меѓутоа, она што е нашата цел е љубов, позитивна енергија и убави утрински часови. Имаме гледаш, па да не должам многу. Добро утро. Добро утро. Повелете. Јас сум постара жена и јас го доживеав ова и без на психијатар и многу ми помогна. Така. Имав некои проблеми, опште не е срамота да отидеш на психијатар. Никако. Многу ми помогна и тоа Драго ми е. добри мисли Да. се согласувам, многу убаво раскажува. Да, Да. затоа Јас ние сум го постара жена Так. и инвалид сум. Сум се јавила многу пати. Драго Ма не ми е. можам да добијам. Драго ми е што сте добри. Сега сум добра, си ги решил проблемите И апелирате да се посети психијатар Да. доколку почувствувате потреба. А не сами да решаваме како да ја победиме осаменоста. Добро? И се радувам на секого да го посети психијатар, да не се срами. Да. Така, добро. Во ред, многу ви благодарам. Уште еден гледач ке вклучиме со се чувствувам сигурно кога ги искажувам моите чувства. Прекрасно, како на дополнување на сето ова што го Да, говоревме. ја одбирам вистината за секогаш, вистината е моето име. Слободно ја изразувам мојата лична креативност. Јас уживам во леснотијата со која комуницирам со моите родители. Чувствувам вознес и уживање изразувајќи се преку пишување. Јас сум среќна, благодарна што ги мотивирам луѓето околу мене да ја пронедат големината и моќта во себе. За крај, овие убави прекрасно, зборови да. и за книгата, ќе ни кажеш, ова е веќе трето твое Да, издание, трето покрај будењето на издание, свеста. има и каде будење може на да свеста. се пронајде? Само ја немав будење на свеста затоа што во печатници треба да излезе денес утре. Јас не ја давам сега, ќе Да. остане за мене, затоа што Важи. морам да ја прочитам, а потоа може и да ја подарам. Па да, ќе донесам нова. Така е, да. Книгата може да ја најдат во книжарница 3, може да ја најдат на мојата веб страна, каде што на мојата веб страна може да најдат и медитациите, пакетот на 8 медитации, Така. со водечки медитации, со мојот глас во позадина, навистина се прекрасни медитациите, со добра херцажа, верувам и знам дека ќе биде благодет за било кој да ги земе овие медитации, во секое време ќе може да се ги слуша. Само ќе се ги симне на својот мобилен апарат или на Одлично. компјутерот и ќе може да ужива. Да.
Добро. Сите оние кои сакаат тебе лично да те контактираат, за да побараат помош, на каков начин тоа може да го сторат? Значи, затоа што гледаме самите колку е голем интересот кај гледачите. Може да ме побарат на мобилен телефон 070 23 54 27. Може да ме побарат само да напишат Катерина Ангеловска, да ме најдат на Facebook, на Instagram, на Twitter, мојата веб страна е Катерина Ангеловски, само моето име да го напишат на кирилица и латиница во Google Search, ќе излезам јас прва. Така што можат и таму да ги добијат сите можни податоци и адресата на мојот центар каде што се наоѓам, а се наоѓам на улица Орце Николов, карши СИС за стопанисување со стамбени деловен простор. Тоа е малтене на раскрсницата ке Рузвелтова. Тука ги правам моите енергетски терапии исто време, затоа што работам и со реики со Access Bars и работам и НЛП техники, умствени репрограмирање на умот, истовремено работам медитации и тоа е една симбиоза. И затоа кога велам потребно е на човекот неган за светото тројство, умот, телото и духот, тоа и на вистина го мислам. Целосно да си водиме грижа за нашето цело битие. И не да биде само дека, знаете како, се ќе се надоврзам на она што го кажа господинот што се јави, и да даваме, но истовремено да знаеме и да примиме. Така е. Да, затоа што секое давање значи и примање. Ние често пати знаеме и да заборавиме каде сме ние. И да даваме премногу, а истовремено да заборавиме дека и ние сме важни во целиот процес. Нели? Па да, затоа што мене често ми се случува кате, па јас немам време, па обврски, па деца, па се тоа разбира. За се има време. Затоа што во авион прво става маска мајката, па се става на детето. Не се става први на детето, па на мајката. Затоа што ако треба да помогнам на некого и сакам да помогнам, треба јас да бидам здраво битие, комплетно здраво битие и да можам да им помогнам на другите. Многу ти благодарам што беше дел од Македонија денес и ова е веќе показател дека ти ќе бидеш наша почеста гостинка затоа што си добре дојдена секогаш и гледачите ги мотивираме на некаков барем начин да погледнат кон животот од посветла точка, барем оние кои не така некогаш се чувствуваат. Постои решение, постои помош и тоа на многу начини кои можеме да ги совладаме сите предизвици во животот. Кате, благодарам да си ни жива, здрава, вака насмејана долги години да те имаме во студиото и да слушаме само вакви убави разговори од тебе. Благодарам многу на поканата, благодарам на сите гледачи што се јави и на сите оние што не се јавија, без разлика што не пратат. И ве оставам во добро расположение и во љубов. Така. Со добра и убава позитивна мисла, бидете секогаш почитувани. Македонија денес, секој работен ден од 7 до 9 часот и 30 минути. Се надевам уживавте денес, останете со нас и во продолжение. Довидување до утре.